Техничкиот премиер бара лична, институционална и професионална одговорност од луѓето што ги водат државните органи. Повикот на Оливер Спасовски, пратен од пресконференција прва по преземањето на должноста, следи по кавгата во врвот на МВР меѓу новиот технички министер Наќе Чулев и дополнителната заменичка Славјанка Петровска за назначувањата на низа раководни позиции во полициската структура, како и за поништувањата на решенија подпишани токму од Спасовски додека беше шеф на МВР. Премиерот очекува решение на проблемот без, како што вели, дневно политички игри. Очекувам низ диалог сите прашања да се решават, да се затворат и да едноставно институциите функционираат, а посебно кога станува збор за Министерство за внатрешни работи, заради тоа што безбедноста, стабилноста на државата и на граѓаните се врвен приоритет. Опозицијата има поинаков став за случувањата во МВР. СДСМ и Оливер Спасовски во паника од неминовниот изборен пораз сакаат да ги блокираат институциите, а обвинуваат за блокади од ВМРО ДПМН, мислејќи дека на тој начин ќе си создадат алиби за изборниот пораз. Спасовски уверува дека и покрај недоразбирањата во еден од најчувствителните ресори институциите функционираат и дека граѓаните треба да бидат спокојни. Неопходно е, и тоа е врвен приоритет на сите министри во актуелната влада, без исклучок, да обезбедат континуитет на функционирањето на институциите, на владењето на правото и на демократијата. Државната изборна комисија на денешната седница се прогласи за ненадлежна да решава за спорот меѓу техничкиот министер и заменик министерката околу именувањата, конкретно она за началникот на СВР Скопје.